Животот на граѓаните е сведен на преживување, луксус е да се живее достоинствено. Луксус е да се наполни кошничката во маркет со основните прехранбени производи, луксус е да се платат сметки за струја и комунали, луксус е да се оди на годишен одмор. За 2 години владата на ВМРО-ДПМН покажа дека граѓаните, работниците не им се на приоритетната листа. Семејниот буџет на работникот е на минимум, а притисокот од цените расте. Ниту 3 минимални плати не се доволни за покривање на основните животни потреби. И во ова време, кога синдикалната кошничка надминува 66.000 денари, кога 1/3 од месечните трошоци одат само за храна и пијалоци, кога родителите пресметуваат дали ќе има за струја, за школски прибор или за храна, ова власт гледа само како повеќе да зграби од граѓаните, за да има повеќе за своите луксузи. Зборуваме за 600 евра минимална плата за достоинствен живот на работниците, наспроти милионските криминални тендери и луксузирање на власта. Квалитетот на живот на работниците е на дното. Владата има обврска да обезбеди достоинствени плати, а не бизнис тендери. Парите во буџетот ги има и ви дадовме предлог од кои ставки да се скрати за да се обезбеди повисока минимална плата. Ама треба да скратите од вашиот луксус, од вашата комфортност на грбот на работниците. Еве ќе ви повторам, ако скратите 20 до 30% само од ставките 42 и 43 од буџетот за патни трошоци, за репрезентативни материјали, за патување, службени возила и така натаму, ќе обезбедите околу 120 милиони евра. Ако покажете доблест, покажете дека се грижите за работниците. Покажете волја и минимум почит кон оние кои ве гласале и благодарение на кои седите во овие удобни столчиња. Со кое лице излегувате во јавност и кажувате дека нема пари за 600 евра минимална плата, додека видовме како министрите и премиерот се луксузираат со владиниот авион врз грбот на народот. Пола влада се шетала со владиниот авион, малтене како јавен превоз те го користеле, само што и јавниот превоз за граѓаните е луксус, ама тоа е друга тема. Ова е лицемерие на дело, да се крати од граѓаните, од земјоделците, од работниците, од младите, за да може власта да здисува со народни пари, да троши милиони за своите удобности, додека граѓаните едва и врзуваат крај со крај. Па уште и нов авион ќе купувате, подготвени сте да дадете 300 до 400 милиони евра за нов авион, за нови туристички патувања и луксузирања, ама не и да ја зголемите минималната плата на 600 евра. Жално е. Немате никакво оправдување за оваа ваша неодговорност и безобразно трошење на парите на граѓаните. Се може, кога се сака. 2 пати го поднесуваме законот за минимална плата и упорно се и наетите и не го прифаќате. Зошто? Затоа што е од СДСМ, па сите ние сме избрани за да работиме за доброто на граѓаните. Вашите први 2 години од мандатот ќе останат запаметени по криминални тендери и приватни бизнис луксузирања, папаја, манго, пуста желба за еден нов авион. Првите 2 години од мандатот на владата на СДСМ ќе останат запаметени по 300% зголемена социјална помош и зголемена минимална плата од 8.000 на 14.500 денари. Ете, тоа е разликата меѓу нас. Ние сочувствуваме и се грижиме за граѓаните. Вам, граѓаните, ви се само статистичка бројка на избори. Моето прашање до вас, министре Дурмиши, е дали не се срамите како министер кој е одговорен за благосостојбата на работниците да кажувате дека нема пари за 600 евра минимална плата, додека премиерот Мицковски го користи владиниот авион за летување на Јадронско море, а министрите за патувања за приватни цели, а работниците надвор протестираат за својот екзистенцијален минимум. Благодарам.